Добро вечер уште еднаш од мене, јас сум Јадранка Костова, а во овој втор дел од отвореното студио, мој гостин е подпредседателот на Собранието, Горан Мисовски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. И подпредседател на новата социјалдемократска партија или на СДП. Колегите ми посочија дека прв пат сте во еден ТВ. Да. И ако ми дозволите веднаш, бидејќи сум прв пат во вашето студио, ете малку понапред да го славите вашиот прв роден ден, да ви посакам успешна работа, здравје да имате сите и еден мал поклон како желба од мене на оваа единица да ставите прво 1-0, па после тоа што ви даде Господ. Следниот петок е точно годишницата. Ви честитам. Така, благодарам. Да минеме на... Јас го насловив разговорот собраниски предизвици и проблеми. Вие сте и 12 години пратеник во Собранието, сега сте и подпредседател. Да почнеме со она што е најновата вест денеска, а веста не е баш добра, а тоа е дека власти и опозицијата, работната група, која требаше да ги усогласи ставовите околу реформскиот закон за јавно обвинителство, во тие рамки судбината на специјалното јавно обвинителство, нема напредок. Од 1 април почнува кампањата. Ке може ли нареднава недела да се поместат работите за овој закон прво е? Добар ви е насловот за проблемите во Собранието, затоа што на крајот од денот се тоа што го договарат политичките партии мора да заврши со гласањето во Собранието. Навистина веста ме изненади. Жалам што ВМРО ДПМН обстојува на ставот. Еве ќе бидам многу прецизен за граѓаните да може да ме разберат. ВМРО ДПМН после изјавата на министерката Десковска практично за мене јасно дека сака специјалното јавно обвинителство повеќе да не постои. Значи тоа е специјалното јавно обвинителство беше трошка надеж во враќање на правната држава. Веројатно материјалите кои што ги имаа добиено од господинот Заев, од оние така наречени бомби, не беа доволни во тој период од претходното законско решение да ја завршат целосната процедура и постапка и затоа ние инсистираме со новото законско решение специјалното јавно обвинителство да продолжи да обстојува на начин на кој што тоа го правеше до сега. Како тоа Мицковски го разбира, еве сакам попластично да ме разберат граѓаните. Тој не може да излезе од матрицата на Никола Груевски и веројатно смета, а тоа и го прави на многу подол начин, специјалниот јавен обвинител да го предлага опозицијата, а специјалното јавно обвинителство да биде под негова контрола во оделение, во кое што веројатно тој би седел во канцеларијата во Белата палата до него и да се продолжа приказката што тоа како тоа Груевски го практикуваше, ја практикуваше моќта и власта и притисоците кон ние имавме два јавни обвинители во претходните 12 години кои беа по предлог на таа партија. Не случајно. Па видовме што направија, така што мораше да се формира специјалното обвинителство. Не случајно велам дека јас сум разочаран од постапката на ВМРО ДПМН, бидејќи денес имав случајна средба со министерката пред да биде средбата и таја ме информираше дека на претходниот состанок се договориле представниците на преговарачкиот тим од ВМРО ДПМН да достават амандмани. Како би можел тимот и од едната и од другата страна преку амандмани кои што би се преточиле како амандмани во амандманска расправа во собранието го подобриме текст. Тие излегле со некоја платформа која што апсолутно за нас е неприфатлива и не знам, ќе видиме. Јас мислам дека тоа е една моја лична порака до преговарачите. Мислам дека на оваа тема, покрај сите попусти што ги направивме кон ВМРО ДПМН, на оваа тема мора да бидеме многу предпазливи. Мора да дадеме шанса на диалогот, мора да дадеме шанса барем на следната следба. Ама веројатно треба нешто да прифатите и од опозицијата како предлог. Ќе ви одговорам. Да дадеме шанса, да пробаме барем уште еднаш да извршиме притисок кај ВМРО ДПМН, да ги достават амандманите како би можеле заедно да дојдеме до евентуално подобрување на текстот. Ако не, јас мислам дека тука треба да завршиме процедурата, да престанеме со преговорите со ВМРО ДПМН и целата таа процедура да преселиме во собранието, па да видиме, можеби ќе обезбедиме и двотретинско мнозинство. Јас сум убеден дека и во оваа пратеничка група на ВМРО ДПМН постојат проевропски сили.
Како поединци говорам, како претеници на ВМРО ДПМН. Сега да бидам иронична, ќе се помирувате пак со некои, пошто многу имаат судски постапки. Не, во ред ви иронијата, ви разбирам и знам на што алудирате, но законот за амнестија, еден добар дел од претениците го поддржаја од ВМРО ДПМН. Така да... Тие што имаа мака, да речем. Па не, законот за амнестија помена... Или нивни блиски. Па помена со 92 претеници. Така да затоа не случајно, Јадранка, говорам дека на оваја тема големи компромиси не смеат да се прават. Специјалното јавно обвинителство мора да продолжи со работа, мора да ги процесира предметите во судовите и мора да заврши целата процедура. И на крајот, ама законот го чекаат и од Брисел. И тоа е некаков услов за нели да добиеме датум за почеток на преговори. Тоа се информации кои што доаѓа од страна на ВМРО ДПМН дека ВМРО ДПМН сепак ќе успее на некој начин да се оддалечи од политиката на ВМРО, или ако не, да се оддалечи од политиката на Никола Груевски, или да се огради и во делот на излезноста на референдумот. Мицковски ветуваше, но не го исполни ветувањето, така да јас тука многу не верувам. Но што ќе добиеме ако не се усвои законот? Не го добиеме мнозинството. Законот за јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство. Едно од првите процесирани предмети е предметот за злосторничко здружение на повеќе од пола од раководството од ВМРО ДПМН во нивниот извршен комитет. И да не ве чуди што отпорот тука е најжесток. Инаку сакам да бидам чесен пред себе, пред вас и пред граѓаните, еден добар дел од реформските закони кои што беа важни во тој евроинтегративен процес, со ВМРО ги договорив. Некои од нив беа со двотретинско мнозинство и ВМРО ДПМН да гласеше за нив. Сега имаме друг проблем, што председателот на државата таков како што го дал Господ или таков како што не ги подпишува законите, но... Ќе дојдам до председателот Иванов и овие блокади што ги прави, но да довршиме околу специјалното јавно обвинителство. Сега во овој момент... Ако не помине овој закон, не добие мнозинство од 80 гласа, судбината на специјалното јавно обвинителство, да посочам дека во септември нели стекува и мандатот на обвинителката Јанева. Јас затоа апелирам и до пратениците на ВМРО ДПМН, на нивната совест, нивната проевропска ориентација кај дел од нив секако уверувам дека постои, но и кај Мицковски да се обиде да најде компромис со преговарачкиот тим од страна на предводена на СДСМ, со министерката Десковска, и да го подобриме текстот. Нема друг пат, освен да ги доставите амандманите и да работиме амандман по амандман. Впрочем, ќе направиме една мала дигресија. На исти таков период имавме со ВМРО ДПМН и со работните групи околу законот за спречување на корупција. И признавам дека дел од амандманите кои што ВМРО ДПМН ги поднесе беа многу подобри отколку тоа што беше предлог на Министерство за правда. И успеавме покрај долги и тешки преговарања да дојдеме до заедничко решение и тој закон помена со поддршка на ВМРО ДПМН. Затоа велам, апелирам јавно да седнеме и тоа што си го ветиле дека ќе го направат, а тоа е дека работната група на ВМРО ДПМН ќе ги испорача амандманите за да можеме во текот на овие наредни неколку денови да дојдеме да се обидеме да дојдеме до компромис. Ако нема компромис, јас велам, ние пак како сметате дека не треба да се попушта, апсолутно, треба да има црвена линија. Апсолутно убеден сум и сметам дека треба да има црвена линија во делот на обстанокот на специјалното јавно обвинителство и да го продолжи начинот на работа на кој што тоа досега го правеше. Така. Го споменавме председателот Ѓорги Иванов. Значи тој едно чудо закони ви врати, реформски закони, се заради она Република Северна Македонија. Знаете како, жалам што универзитетски професор, доктор на науки, човек кој што 2 мандата добил од граѓаните на Република Македонија да биде председател сега на Република Северна Македонија, не успеа дури на крајот на мандатот да се надмине себе си од таа матрица, така наречена груевистичка матрица. Ете, човекот нешто барем на крајот на мандатот, неговото заминување да покаже една широчина, доблест, барем еден придонес во тој евроатлантски пат на Република Македонија, тој се обиде да го направи спротивното, не ги подпишува законите, а и што не ги подпишува законите, туку поделовникот е должен, поделовникот на собранието, кога ќе врати законите, да даде одредени забелешки по членови, зошто ги врати.
едноставно со еден најобичен допис само не известил дека ги враќа, без никакво образложение. Повеќе закони се колку? Да, повеќе од десетина закони, така. од кои 30 со двотретинско мнозинство, кои што по сила на уставот е должен да ги потпише. Тие за нив најверојатно применува некаков вид на джепно вето кој што во правниот систем кај нас. И немате објаснување зошто или објаснува? Нема никакво објаснување. Заради новото име. Целта на уставот, кога председателот на државата ќе го врати законот, го враќа со одредено образложение за да можат амандмани да поднесуваат пратеници. Тоа е едноставно веројатно изиритиран од дописот кој што му го доставил председателот на Собранието на Република Северна Македонија, одлучил тоа да го направи на начин кој што го направи, но ние ќе го почитуваме деловникот. Председателот на Собранието, господин Талат Џафери, на 27 закажа седница, ќе имаме две седници, една редовна и една на која што согласно деловникот со 61 глас ќе ги гласаме сите овие закони кои што се вратени од страна на председателот Иванов и тоаш обврската наша е повторно да ги доставиме до него на. Но веќе кампањата почнува. Веќе кампањата почнува. Жалам што председателот на државата не успеа да се надмине, остана во таа ВМРО-вска портокалова гревистичка. Ако не ги потпише, не го потпише указите, да. Тогаш ќе ги потпише господин Стево Пендаровски, бидејќи тој ќе биде идниот председател на Република Северна Македонија. Ама немаме други. Тоа многу убеден сте или да, имате некакви показатели? Па добро нека биде една мала ексклузива. Тоа последните информации кои што ги добив пред да дојдам по вашето студио е последната анкета која што е правена помеѓу 3 и 8 март. Анкета на кој што се мерени рейтинзите на двајцата кандидати, господинот Стево Пендаровски и господјата која што е кандидат од страна на ВМРО. А третиот? За третиот ми беа ирелевантни податоци, бидејќи се минорни во однос на овие двајца кандидати. И како стојат? Значи Стево Пендаровски во делот на македонските гласачи води со 4%, 4% предност. А тотално Стево Пендаровски, Гордана Силјановска на 10%. За кај албанскиот електорат ирелевантно да споменуваме Стево Пендаровски тамо 100-0 води во однос на господјата Гордана Силјановска. Како почна да се пребројуваат гласови по национална линија? Навистина, да, се согласувам, ми пречи. Тоа не е во функција на концепт на граѓанско општество, но за жал такви се мерењата кај нас. За жал, тоа е за жал така. Но дури завршат. Ќе се во некои следни процеси, некои идни. Да, но тоа ќе помина 2 месеци дур, нели, завршат председателски избори, приговори, реков ми рече, ќе доцниме пред Брисел со законите. Талат Џафери нема да ги потпише, ако повтор пат сега одбие. Значи, ние сме должни, согласно деловникот и согласно уставот, овие преку 10 закони, кои што се носат со 61 глас мнозинство, да ги вратиме кај председателот на државата. И тоа ние мора да го направиме и ќе го испочитуваме. За оние другите 3 закони, за тоа е веќе прашање кој што треба да го поставите на господинот Џафери. Тоа е исклучиво негова надлежност. Но јас не знам, оние кои покажуваат, нели, се колнат во тоа дека никогаш тие нема да прифатат Република Северна Македонија. Меѓу нив е и Силјановска, нивниот кандидат. Па да, ако ме дозволите, представникот на штабот на господја Силјановска денес при влечењето на броевите за редоследот на гласачкото ливче стоеше, а во позадина пишуваше Државна изборна комисија на Република Северна Македонија. Така да, јас еднаш поставив. Тоа е апсурд кој што господјата Гордана Силјановска се обидува да го наметне како теза дека ако таја биде председател на Република Северна Македонија, ви тврдам дека нема никогаш да биде, дека ќе го поништи договорот со Грција и ќе го врати се тоа како. Не, јас друго пишував и во Фокус минатијата недела. Ако како што вели нема да изговори Република Северна Македонија, за која функција сега ќе влезе во изборна трка? За председател на Република Македонија? Апсолутно за председател на Република Северна Македонија. Така што тие ако имате можност во ова студио, ќе ја поканете сигурно. Побарете ги документите, штабот како аплицирал со документацијата која што е поднесена од страна на ВМРО. Сега за сега како информација само се поднесени списоци од 10.000 граѓани, но немам информација дали 30 претеници се потпишани во оној дел од уставот кој што дозволува и 30 претеници да кандидираат. Добро, тоа кај што можат претеници да собираат гласови, малку ми е
Што знам, популистички партиите можат во големите партии во секој време да се. Не, тоа е можност која што ја дава и уставот. Јасно дека ја дава, но сега ние за господинот Стево Пендаровски како да ги искористиме двата услови. Собравме преку 30 потписи и преку 30 потписи од пратеници и 10.000 потписи од граѓани. Очекувате ли да има цензус во вториот круг веќе кога се фативме за изборите? Тоа е веќе прашање за кое што треба да го поставите на господинот Мицковски. Не знам, не исклучувам таа можност дека може во услови ако во првиот круг кандидатот на ВМРО-ДПМ има слаб резултат, да одлучат како што тоа го направија за референдумот, да не учествуваат во вториот круг, но тука исто така уставот е дециден. Ако во вториот круг не се избере председател на државата, тогаш целата постапка се повторува. Не би сакал да се случи тоа. Тоа би било на некој начин уштеден потек од страна на ВМРО-ДПМ за продлабочување на кризата во Република Македонија. Навистина не би сакал да се случи. Не сакам да поверувам дека Мицковски после лекцијата која што ја поминавме со референдумот, тоа да го направи и во председателските избори во вториот круг, иако мислам дека некаде ја видов изјавата на господја Силјановска дека таа е одлучна и нема да дозволи, ако евентуално партијата одлучи во вториот круг да не учествува, дека тоа нема да го прифати. Но ќе видиме. Така, Мицковски со господјата Силјановска беа на собирот на европските народни партии, ЕПП. Таму има средби. Предпоставувате какви пораки добиле или само тие испратиле кон нив? Ако ми дозволите, видов преска една слика беше објавена на социјалните мрежи, каде што беџот на господин Мицковски беше свртен наопаку. Веројатно, можеби да е случајно, можеби јас грешам, но бидејќи имам искуство, сум бил на многу такви настани, обично пишува име и презиме, која ви е функцијата и од која држава доаѓате. Предпоставам на беџот можно е да му пишувало дека е Христијан Мицковски, председател на ВМРО-ДПМ од Република Северна Македонија, затоа што ИПП, сестринските партии на ВМРО-ДПМ признаа под новото уставно име. Така и дадоа поддршка за договорот од Преспа. Убеден сум, не можам да преудицирам каква порака му пратиле, но бидејќи видов средби со европратеникот Кукан и така, и некои други пратеници за кои што ние во Република Македонија знаеме какви им се ставовите, и ако се од истите сестрински партии, мислам дека сигурно, предпоставам, не можам да бидам сигурен дека пратен му е сигналот на Мицковски дека грешката што ја направи за референдумот не би смеел да ја повтори сега за председателските избори. Инаку, еве да бидам уште попрецизен, 2014 година, кога беа председателските избори, анкетите беа такви какви што беа. После слушањето бомбите ни беше јасно како Груевски организирал и предвремени парламентарни и председателски избори, но ние сепак во интерес на Република Македонија одлучивме во вториот круг најчесен начин да истрчаме и господин Стево Пендаровски остави фантастичен резултат. Така, да споменав дека 12 години сте во законодавниот дом во собранието. Интересно е дека сте меѓу оние поистурените пратеници на два, навистина, според моја оценка, срамни и црни настани во собраниската историја, не само во Македонија. Декември 2012, 24 декември, така наречениот црн понеделник. Црн понеделник, за ВМРО беше бел понеделник, или 27 април, крвавиот четврток, што за ВМРО-ДПМ не е исто некој патриотски чин, освен што се оградуваат од насилството. Значи, јас вака сега реков, вие, пошто бевте истурени во двата настани, истурени во целата таа мешаница, заслужувате две партизански споменици, нели? Се шегувам. Направивте прво добра илузија, дека тоа беше бел понеделник за ВМРО-ДПМ, затоа што документот кој што го договоривме, го составивме, како документ кој што го поддржа и ВМРО-ДПМ и тогашната коалиција на СДСМ, што треба да направи собранието за во идно време да не ни се случи тоа што ни се случи во него прогласија за тоалет папир. Ова беше чисто само како за двата настана. Инаку благодарам за партизанската споменица. Среќа што се уште сум жив. Ајде ако во тој прв настан за кој што велите дека
Насилно исфрлање. Веројатно ќе ми дадете првата партизанска споменица кога насилно беа исфрлени пратениците. Ама и новинарите. Јас секогаш, да, тука ми беше поентата, секогаш им говорев на пратениците на ВМРО ДПМН и ако се сеќавате на сликите и на снимките од салата кога бев свртен од горница спрема пратениците од ВМРО ДПМН, им велев, ако тоа сте одлучили да го направете ни го на нас, ама немојте на представниците на медиумите. Но тоа не допираше до нив, некои од нив дури сликаја, се качуваја на масите кои што се пред пратениците правеа снимки. Се создаде една страшна атмосфера. Пратив една порака на недемократска држава. Да, но... А знаете, сакавме само да ги убедиме ВМРО ДПМН дека треба барем најмалку 200 милиони, поточно 205 милиони евра од буџетот, да ги дадат за многу по-продуктивни, да бидат за многу по-продуктивни трошоци отколку за споменици непотребни згради. Но благодарение на неколку новинари, тој црн понеделник, тоа исфрлање насилно на новинарите, заврши со пресуда во Страсбург, во Судот за човекови права. Претходниот председател на Собранието, господин Трајко Вилјановски, единствениот председател на парламент во Европа, а веројатно и во пошироко, кој што има пресуда за повреда на човекови права во Судот за човекови права во Страсбург. Тој е единствениот председател, бивши. А што се однесува за втората споменица, таа беше многу потрагична. Имав можност да видам дел од вашите гардероба што сте носеле, многу крв имаше. Тоа не ве видовме вас раскрварен на тие снимки. Со што ве удираа? Тоа се моменти кои што, ние како пратеници кои што бевме на мета, да речем, на... Ама вие председававте со изборот на Талат. Да, точно е, јас председавав, тоа беше деловничка постапка, која што ни ја дозволува деловникот. Едноставно не можеме повеќе да го толерираме начинот на така нареченото, не го нарекуваат Филип Бастерник за мирно предавање на власта, затоа што ние до нелегитимниот председавач тогашен, Трајко Велјановски, доставивме подпис, барање од 62 пратеници, дека сме се договориле, имаме мнозинство да избереме председател на собрание. И ние тоа го направивме. Да, но... Сето тоа што се случуваше после изборот на господинот Талат Џефери, јас искрено, прво на пратениците на ВМРО ДПМН, на нивните семејства, ама и на никој жив во Република Северна Македонија не му посакувам такви цени и да им се случи такво нешто. И тоа фамилиите да го гледаат. Да, мислам, методот на развлекување филибастеринг се користи во одредени случаи. Го користеле партиите, ама не многу често. Методот на филибастеринг не сме го измислиле ние. Тоа е демократска придобивка во сите демократски парламенти, но се користи за евентуален отпор кон носење на некакви закони и законски решенија. Филибастеринг за промена мирна на власт, и јас колку што се сеќавам не сум прочитал никаде, не сум ни сретнал. Професорката Силјановски ја гледав на некој настап. Таа смета дека се користели за да се спречи промена на власт. Јас немам чуено. Да ви кажам искрено, јас се срамам од нејзината изјава, сепак тај универзитетски професор, одличен познавач и на уставот и на правото, еминентен професор на правниот факултет, да излезе со такви ставови во јавноста. Тоа навистина за мене е неприфатливо. Очигледно, веројатно, сликите не допреле лично до неја и до нејзините чувства, или можеби во тој момент била спречена и не можела да види што тоа се случува во собранието. Во собранието имаше еден класичен обид за убиство на пратеници. И тие што беа влезени внатре, едноставно не бираја средства со све што може да се користи да бидат повредени пратениците. Видите како помина премиерот Заев, тогашен пратеник, Дамјан Манчевски, Кирацовски и тие 10 души кои што останавме во оној ќошот тамо во пред-центарот. И морам да ви кажам, искрено, вие како медиуми помогнавте многу да граѓаните тоа го видат изворно што тоа се случуваше и како се одвиваше обидот за убиство на пратеници, но морам да ви признам дека последните 40 минути за тоа нема никаков траг, тие беа ужасни. Последните 40 минути од тој крвав четврток на 27 април беа ужасни и никогаш не би сакал да се повторат. И искрено ви кажам, и сакам и што конкретно кажете нешто?
Како не сме имаше страшни настани, правеа омчи од каблите, од камерите, маваја со нив. Јас го покажав каменот на таа седница кога беше Комисијата за мандатни имунитетни прашања, кога се одлучуваше за одземање на имунитетот на Трајко Велјановски. Тоа беше камен кој што го најдов блиску паднат до мене, кој што некаде повеќе од 300 грама. Не случајно метафорички сакав да кажам дека има слична убојта моќ како еден куршум, затоа што тоа навистина таков предмет од таква раздалеченост, ако ве погоди, тоа мислам дека би имале страшна среќа да преживеете. Но за да се сакаја да не бесат, фрлаја со фотелите, ги вадеа тркалцата од фотелите, маваја со се и се што ќе стигнат, но по прегледувањето на снимките, а и по обвинението кој што беше покренато од страна на јавното обвинителство, постои сомнеш дека некои од тие кои што беа во пресцентарот дека носели оружје. Затоа не можам да потврдам, сепак тоа се работи кои што треба судот да ги докаже, но сакам да бидам чесен, сепак се работи за пресуда во првостепена постапка и сакам да ја почитувам презумпцијата на невиност се до носење на конечна пресуда на повисок суд. Предпоставам дека ќе следат жалби и така натаму. Да, но со законот за амнестија, кој очигледно беше со цел да се добие двотретинско мнозинство за договорот за уставните амандмани, целиот случај со овие во првостепени сега високи пресуди се доживува како една неправда, бидејќи е селективна. Не можевте поинаку да ја постигнете целта? Знаете како, Собранието правило во оваа историја од 28 години многу компромиси. Донело и многу закони за амнестија. Тоа е политичка одлука, дефинитивно. Законот за амнестија го гласаше и ВМРО ДПМН, дел од пратениците на ВМРО ДПМН. И сите оние, не само тие. Тие беа 8 мина, а гласа и многу повеќе. Затоа велам, законот за амнестија го поддржа околу 92 пратеници. Така да, сите тие кои што се почувствувале дека како политичка одлука можат да бидат ослободени обвиненија преку законот за амнестија, тоа го искористија како можност, како право. Сите други видовте дека се во еден процес судски кој што е во тек и се уште не е затворен. Кривични се поднесени испрема вас лично и уште 40 и неколку пратеници. Да. За истиот ден, за 27 април, но сега од друг агол се наблюдува целиот настан. Точно, тоа е точно. Се работи за едно битолско здружение, веројатно формирано тогаш, мотивирано од една политичка партија. Не сакам да шпекулирам од која, но лично сум убеден и знам од кого е мотивирано. Имаме кривична пријава за сите 49, не само за мене, вклучително и за Зоран Заев, Тала Джефери, Радмила Шекинецка, Олег Спасовски. Значи сите 49, сите 49, обвинението е подеднакво за сите 49 пратеници, но обвинителката која што го води овој случај сметаше дека е доволно само од тројца пратеници кои што учествувавме во настаните од 27 април, тој крвав четврток, да земе исказ. Бе во обвинителството, си го кажав. За кои делове гонат сега? Делото е наведено, мислам, повеќе од 10 членови се. Аха. Повеќе од 10 членови, тоа е еден вид на групна кривична пријава против 49 пратеници. Дадовте исказ вие? Дадов исказ и кажав на обвинителката тоа што сметам дека треба да ја кажам и ги цитирав членовите од деловникот, иако според уставот пратеник не може да биде повикан на кривична одговорност за гласање и за одредени постапки во собранието. Значи ниту за гласање, ниту за искажан збор, но обвинителката сметала дека треба да не повика. Ние ја испочитувавме, тоа е наша граѓанска должност, се одзвавме на барањето на обвинителството. Ама кривичната не е отфрлена. Јас, господинот Мухич и господинот Тала Джефери дадовме исказ, кривичната пријава се уште не е отфрлена, да, ќе видиме како ќе заврши. Ако не се отфрли, а се смени власта, знаете како се врти тркалото. Обично обвинителството и судството секогаш се во функција на тие на власт. Првиот ранка мислам дека за сега, како што стои да работите, малку потешко ќе се смени власта, но жално е тоа, перцепцијата кај граѓаните е таква дека одредени судски постапки се врзуваат со одредена власт.
Тоа не е така. Или имате докази, или немате докази. Во конкретниот случај дека некој било кој јавен обвинителство, мислам, покрено против постапка актуелен висок функционер во владата или други функционери на разни функции. Веќе имаме шанса сега, ако дадеме шанса специјалното јавно обвинителство да продолжи да работи на начин на кој што до сега го правеше, ќе гони и висок криминал од... Кога ќе падне таа власт, потоа тргнуваат постапките што биле забошотени, и тоа е секојаш така. Тоа е ваша перцепција, јас велам дека тоа е лошо. И сите осомничени обвинети политичари, функционери се прогласуваат за жртви на политички прогони реваншизам. Освен во случајот со така наречените бомби на Заев, каде што и сите можеме да се увериме како тоа функционирала претходната власт на чело со Груевски во така наречениот груевизам во Македонија, и тоа може сите да го слушнат. А за заевизмот? Тоа е многу интересен термин кој што мислам дека господјата Гордана Силјановска почна да го промовира. Многу е рано да говориме за заевизам или воопшто да правиме споредба, затоа што човекот е сепак само една година и неколку месеци премиер на владата. Далеку сме од било каква споредба на груевизмот со некаков вид на промовиран евентуално заевизам во Република Македонија. Нема такво нешто. Јас би рекла повеќе дека груевизмот не е демонтиран. Па добро, тоа може да е ваша забелешка и перцепција, може би да не е демонтиран. Еве, например, кај мене тоа побудува чувства во смисла на тоа дека не е демонтиран во ВМРО-ДПМН. Тоа е мој личен став. И ја тоа го кажувам постојано и јавно го говорам. Очекувавме дека со господинот Мицковски ќе дојде едно подемократско решение. Но гледаме дека човекот не успева, барем сега за сега. Не исклучувам дека ќе го направи тој потек и во еден момент ќе се огради од владењето на Груевски или на груевизмот, но се додека тоа не го прави, јас лично сметам, и тоа сум го говорил многу пати на говорницата во Собранието на Република Северна Македонија, дека ниту Мицковски, ниту пратениците, ниту раководството ново на ВМРО-ДПМН нема право од морален и етички аспект да говори за било што во државата во негативна конотација ако претходно не се огради од владењето на Груевски. Така, гледате дека човекот и ги пушти низ вода и сега таму ужива некаде во пешта и гледа што му се случува во државата. Пола од раководството му се под сомнение, под основано сомнение, а дел од нив се и во некаков притвор. Не сте заинтересирани како пратеници да барате одговор како така лесно побегна главниот осомничен во повеќе случаи? Никој не одговара. Знаете како? Не говорам кривично. Значи не е точно дека не сме заинтересирани како пратеници. Ако ги следевте предпоследните, мислам, пратенички прашања, имаше пратенички прашања и до премиерот и до министерот Оливер Спасовски, и едниот и другиот, особено министерот за внатрешни, многу професионално одговараше. Тоа е сепак работа или постапка која што води обвинителство. И се додека не се произнесе обвинителство, ние може само како пратеници да пројавуваме интерес. Ама вие говорите за кривична одговорност. Ја говорам за политичка, морална, за било каква друга. Не говорам, тоа кривичната е кривично дело. Моралната одговорност е нешто што ја носи секој во себе. Ако чувствува дека има морална одговорност за одредени постапки кои што сметаме или јавноста смета дека не ги направил добро, тоа е работа на оној на кого се однесува тоа. Така, но од секојаш ми пречело кога еве ќе се промени власта, помина година, повеќе од година и пол, нели, од новата влада кога е формирана, за се да биде виновна опозиција. Значи, кога една власт постојано се жали од опозицијата. Дали сметате дека и вие, како пратеници на владеачкото мнозинство, треба да бидете посилни коректори врз извршната власт? Да, се согласувам, вие сте во право. И ние тој го правиме. Но ваков начин на владење, на кој што го имавме претходно, и долговите кои што не ги остави претходната влада, узурпацијата на власт, узурпацијата на медиумите, жесток притисок кон граѓанскиот сектор. Сето тоа морате во одреден разумен рок да го расчистите за да можете нормално да владеете. Еве ќе ви кажам само еден пример. Само еден пример ќе ви кажам. Господинот Оливер Спасовски, кога седна во фотелијата на министер во Министерството за внатрешни работи, наследи долг од 30 милиони. Ајде, вие кажете ми на што човекот треба да мисли. Дали да ги прави реформите во полицијата, кои што гледате дека успешно ги спроведува, или да мисли на
реперкусиите кои што може да ги има Министерството, полицајците достанат без Да, малку ми е знаете чудно. 30 милиони евра треба да ги одработите. Треба да најдете пари во буџетот како да ги вратите. Ама кога бевте во опозиција, вие толку силно ги критикувавте сите тие институции, дека се и во со финансиски долг. Сите тие појави и потоа кога ќе дојдете, еве некој за градоначелник, некој министер, наеднаш сите се шокирани. А претходно сте го зборувале во опозиција дека е таква состојбата. Добро, ние сме критикувале генерално и она што го слушавме од бомбите. Знаете како со бројките се соочувате, кога ќе седнете. Ние знаевме за одредени злоупотреби во Министерството за внатрешни, но никој не знаеше дека се тоа 30 милиони евра. Како новинарите и ние сме пишувале. Па сигурно не сте напишале дека 30 милиони евра должи Министерството. Може да замислите која е таа сума. Колку тоа градинки и школи може да се изградат со 30 милиони евра. И така беше и со Мерцедесот, колку амбулантни возила ќе се земат. Брза помош, па не видна така. Премиерот Зоран Заев неодамна самиот искажа дека рейтингот, вие зборувавте за една нова анкета кај што се председателските кандидати, но тој спомена анкета кај што е мерен рейтингот на политичките партии. И тој искрено призна дека има пад за 6%, СДСМ тој пак води нели пред ВМРО ДПМН, че рейтинг е фиксиран, како што кажа, но интересно рече, рейтингот ни е намален, веројатно крупните чекори, храбри, со договорот од Преспа, со нели промените во уставот, но и некои лоши појави и слабости, меѓу кои го спомна и непотизмот. Точно. Кадровски... Се тоа што го кажавте е точно. Не. Практично и премиерот ви одговорил на сите прашања кои што мене ми ги поставувате. Се е тоа точно тој што го кажал, иако таа анкета јас не сум имал можност да ја видам, но му верувам дека е така. Иако тврдам дека најголемиот дел од евентуалниот пад на рейтингот, ако е тоа точно што го кажува премиерот, му верувам дека веројатно е во право, се должи на крупната на ние крупни процеси кои што новото парламентарно мнозинство и оваа влада одлучи да ги направи во делот на евроинтегративниот процес. Па ние сменивме устав, го сменивме името. Секако дека тоа не поминува глад така лесно кај граѓаните на Република Северна Македонија. Но да, признавам дека има одредени грешки кои што ги прави секоја власт. Разликата помеѓу Зоран Заев и Никола Груевски, што тој тоа го признал. И тоа вие како медиум го цените. Вие тоа го цените. Јас го почитувам ставот негов. Тој тоа јавно го говори, за разлика од претходниот премиер кој што се обидуваше таа портокалова слика да ја покаже, да ја прикаже на поинаков начин. Или можеби еве ќе си дадам една критика, добрите проекти кои што и собрание како собрание ги донесам во делот на социјалната сфера, во делот на покачувањето на платите и така натака, еден сет на закони кои што се навистина општествено значење за граѓаните, не успеавме кај граѓаните добро да ги продадеме. Добро, но граѓаните ги иритира фактот, претходно вие кревавте врева за високите патни трошоци. Не гледаме некои промени. Не сте во право. За патните трошоци ние по наша иницијатива го сменивме закон. Да, ама не е тоа ништо. И ги намали. Добро. Нека биде. Вработувањата по партиска линија. Ајде прифатете го како еден чекор. Вработувањата по партиска линија. И тука направивме одредени грешки и како грешки си ги признаваме. Иако па не признаваат сите. Па добро, еве јас од премиерот призна Јас од мојот личен пример. Меѓу тие вработени. Јас не можам да се согласам. Така. Јас не можам да се согласам дека има непотизам во сите случаи. Знаете како непотизмот по дефиниција значи тој што практикува власт да додели власт или унапредување, или позиционирање на некој близок во семејство. Овде се работи за вработување, за кои што граѓанскиот сектор, вие медиумите, реагиравте исправно. Ние рековме, окей. Тоа се во фини компании со високи плати. Тоа ќе си го прифатиме како некои има по неколку члена во семејството вработи. Мојот син, бидејќи ме спомнавте, не чекаше премиерот да излезе на преси да повика на некаква евентуална морална или етичка одговорност. Едноставно сметаше лично дека тоа е чин негов личен, морален и етички. Не влијаевте вие? Не. Јас не можам да влијам, па не верам дека било кој родител може да влијае на
човек кој што има 24-25 години, прво некаде да конкурира, а уште помалку да го напушти работното место. Бил свесен дека тој потек во моментот можеби не бил добар. Значи додека сте на власт излегува по тој аршин дека вашиот син не смее да конкурира на работа во државна институција. Па некако така му доаѓа, да. Ама тоа треба да биде правило за сите ако е правило. Инаку секој второ на повикот на Заев, нели да се повлечат. Секој носител на функција одговара. И уште еден случај, мислам, имаше каде... Па има и некои и други. Неколку има и други случаи, да. Ама од Дуи никој роднина не се повлекува. За Дуи имаат они генерален став дека во ниту еден случај не постои непотизам. Иако јас лично е искрено мислам да и одлука од антикорупцијската, па ете, мислам дека ќе го затвориме тој предмет. Сакам да кажам, мора да има некакви правила цврсти до кои ќе се држат сите партии. Јас се согласувам. Ја поддржувам иницијативата и на граѓанскиот сектор и на медиумите, но мислам дека некогаш газиме на црвената линија, која што можеби да ја помине црвената линија на уставот, затоа што според уставот сите имаат право нели на работа. Во било која институција, па нека е тој државна институција. Од СДСМ нели реагираа некои од нивните членови дека нивните членови биле веќе истоштени од времето на владењето на ВМРО ДПМН, кога не може да се вработат. Па сега ја не исклучувам дека тоа им се случувало. Ама тоа е кога партиите стануваат ако сега почнам да ви кажувам примери што тоа се случуваше особено во малите места, по малите градови, на членови блиски до СДСМ или до коалицијата, до НСДП и до другите политички партии, тоа беше страшно, тоа беше ужас. Па претходно исто било кога бил СДСМ на власт кон дека мора да воспоставиме некаков систем. Доста беше да се каже. Мора да воспоставиме некаков систем, прво каде што нема да поминеме црвената граница за повреда на устав, а второ да нема злоупотреба од страна носителите на јавни функции во делот на вие како што велите непотизм. Така, имаше и некакви сомнителни тендери. Нешто као обвинителството реагира, не гледаме ништо. Сомнителни тендери секогаш имало, има и ќе има. Работа е на институции да докажат дека тоа не е така. Се додека владеат шпекулациите, тендерите веројатно така и ќе си поминуваат. Знаете како треба системот да функционира. Власта е оделена извршна законодавна судска. И секој кој ќе дое на власт се повикува на уставот, а не на не случајно пред малку фактичката состојба. Инсистира во воведот дека специјалното јавно обвинителство мора да продолжи со функцијата. И на крајот од денот ако сакате, ја почитувам пак изјавата на пратеникот Артан Груби и работната група на ДОИ кои што го усогласиле текстот со СДСМ на еден многу честен начин и приот велат, и така високи функционери на ДОИ се споменуваат во јавноста, некои од нив можеби ги има и во бомбите, да видиме кој се огрешил од законот. И таа како постапка јас се поздравам. За разлика од ВМРО ДПМН, кој што не може се уште да се одважи, да се оддели од таа матрица на Груевски. Во врска со ДОИ, беше клучен нивен пратеник, што не беше одземен имунитетот на Трајко Велјановски. Не сте во право. Кој е клучен? Не сте во право, гласањето беше 4-4. На комисијата. Тоа е точно. Значи не беше клучен да не помине, да нема извештај. Извештај имаше. Со гласање 4-4 се создадоа услови Комисијата за мандатно-имунитетни прашања да направи записник и да го достави до председателот на собранието. Дали да беше пратеникот од ДУИ присатен да биде 5-4, ќе беше поинаку? Па не знам, можеби ќе гласаше поинаку. Не знам. Значи тоа е премногу хипотетички за да можам со целото моје искуство кое што имам во собранието. Вие подобро ги знаете колегите. Да, затоа велам. Ние како парламентарно мнозинство стоевме позади записникот и инсистиравме кај председателот да има седница. И човекот, како што видовте, закажа седница. Од моментот на закажување седница до прекинување на седницата, согласно членот 60 од деловникот, надлежен е председателот на собранието. Само он и никој друг. За крај, вие сте и подпредседател на НСДП, помала партија. 2006 освоивте 7 пратенички места, меѓу кои бевте и вие, и ја дадовте поддршката за клучната онаа поддршка за Груевски да ја формира владата. Понатаму од 2008 му одеше многу полесно. Од тогаш сте постојано во коалиција со СДСМ.
нели се претворивте на некој начин на привезок на социјалдемократите? Знаете како, тоа е ваша перцепција и дел од јавноста така ги третира помалите партии, се до оној момент додека и СДСМ и ВМРО не одлучат да го сменим изборниот модел. А не гледам до сега иницијатива, нито од едната, нито од другата групација или најголеми политички партии, дека имаат желба. За разлика од ВМРО ДПМН, кој што, ете, во евентуални некои разговори кои што сме ги имале, го протежира мнозинскиот модел, СДСМ во нивната програма напиша дека една од темите за кои што ќе разговара со коалиционите партнери, тоа е промена на изборниот модел. Така, мислам дека, можеби, ако ми дозволиш, Јадранка, можеби е многу краток периодот, бидејќи многу брзо не очекуваат и парламентарни избори. Не знам, може ќе имаме и амбиент во државата, не говорам за парламентарни редовни до година, а дали ќе има предвремени ќе видиме. Се додека не одлучи мнозинството со 61 да го распушти парламентот, нема да има. Така да, можеби за некој иден период, на вистина, ќе треба да се преброиме. Мислам дека таја фама треба да се разбие. И ќе ви кажам зошто. Не е секогаш баш така било. Во 2009 година СДСМ на локалните избори донесе одлука, нивниот централен одбор, за самостоен настап на листи. Ние тогаш освоивме околу 30.000 гласови. Тоа е респектибилна бројка. Замислете сега... 10 години. Не е важно. Замислете сега кога би имале една изборна единица со отворени листи. Верувате дека позицијата на НСДП при евентуално освојување на 2 или 3 мандата би била многу по-респектибилна. Но ова говориме. Инаку да, како проблем, постои во сите коалиции, поголемиот брат не третира малку поеднакво. НСДП изникне и се роди од СДСМ, тоа е точно. Заради одредени неразбирања. Се разликувате денеска во програмите? Да. По некои основи да. Сега ќе ви кажам, 2006 година, кога направивме коалицијата со ВМРО ДПМН, основниот мотив зошто ја растуривме таа коалиција беше само затоа што одредени социјалдемократски мерки кои што тогаш не беа запишани во програмата, не ќе да ги прифати. За СОС покачување, зборам јас за СОВМР. Ќе ви кажам, не ќе ви кажам зошто ја правам споредбата. Ние тогаш предложивме на Груевски да ја зголемиме минималната плата на 8.000 денари, за лицата постари од 65 години да имаат некаква еден вид на социјална пензија, за стечајците да добијат одредени бенефити од државата. Но да, видовте дека Социјалдемократскиот сојуз, кога бевме во коалиција, тоа заедно го спроведе. Моето последно прашање. Денес во што се разликувате од социјалдемократите? Сега така се измешани коцките во македонската политичка сцена, така да имаме. Убеден сум дека ќе ви одземам најмалку уште пола емисија, ако ви ја читам програма. Времето ви сојузник. Не, нема зашто. Мисовски ви благодарам што бевте гостин во 1 ТВ, ова е ваш прво гостување. Ви благодарам на поканата и уште еднаш ви честитам роден ден. Благодарам. Ке имаме пригоди и за други разговори, па и дебати. Да, ви благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам за вниманието со кое ве следевте. Ние се гледаме следниот петок, тогаш е и роденденот на 1 ТВ, а во понеделник со вас ќе биде колегата Сашо Ордановски. Пријатно од мене, но останете на фреквенциите на 1 ТВ.